Со објавувањето на албанската платформа Македонија изложена на новата деструкција, реагираат од организацијата Македонски манифест. Во документот кој го доставија вела дека прифаќањето на истата ќе значи акт на велепредавство. Ние сме против каква било измена на грбот, македонската химна и другите национални символи, кои се идентитетски белези во кои е складирана историската меморија на македонскиот народ. Барањето за нивна промена нагласено и во албанската платформа представува геноциден акт, подкопување и укинување на автентичниот македонски архетип. Од Македонски манифест ги повикуваат сите патриоти од двете најголеми и од другите македонски партии да го фрлат од себе како што велат тесниот партиски оклоп и да се обединат за достоинствена и енергична одбрана на македонскиот и државен суверенитет, но бараат и преиспитување на Охридскиот рамковен договор. Да се преиспита под капитулански воени услови, присилно наметнатиот Охридски рамковен договор, кој е веќе одамна вглобен во уставот, исполнет и реализиран на апсолутна штета по однос на суверенитетот на државата и македонците, да се укине како антиуставен, уценувачки и деструктивен во сите своји елементи. Албанската платформа ја поставија како услов за формирањето влада сите партии од албанскиот политички блок кои ја подпишаа под покровителство на албанскиот премиер Еди Рама. Откако пропаднаа преговорите за состав на влада на ВМРО ДПМН, сега истата е поставена како услов и за коалицирање со СДСМ. Но од партијата на Заев во неколку наврати рекоа дека ќе се произнесат по истата, откако ќе го добијат мандатот за состав на влада. И денеска новоизбраниот пратеник од редовите на социјалдемократите Мухамед Зекири не го откри ставот на неговата партија, упати на неговите сопартици кои се вклучени во преговорите. Од Македонски манифест и додаваа дека документот го доставиле до шефот на државата Ѓорѓе Иванов.